После пауза од неколку денови продолжуваме со снимање на вежбите за B1 ниво. Продолжуваме до каде што прекинавме, а тоа е за глаголот lassen, неговата употреба и различно формирање на реченици со lassen во различни времиња. Овие вежби за lassen ќе бидат поделени во повеќе делови, ќе кажеме во следните минути кои се типовите. Истото видео со вежби е поврзано со предавањето за глаголот lassen, кое можете да го најдете во плейлистата за B1 вежбите. Поточно првото видео за lassen. Можеме да започнеме кои типови на реченици можеме да ги формираме со глаголот lassen. За почеток lassen in presence или во сегашно време, потоа lassen in perfect, lassen во минато говорно време, потоа во претеритум или минато пишано време, во плусквамперфект, предминато време, lassen во пасивни реченици и ќе завршиме со lassen во futur 1 und 2 или lassen глаголот во идно време тип 1 и тип 2. Денес ќе вежбаме за lassen во presence. Глаголот lassen во сегашно време. Lassen знаете дека може во сегашно време да се формира како главен глагол и како помошен глагол. Прво ќе прочитаме реченици со lassen als Vollverb или глаголот lassen како главен глагол. Прва реченица: Sie lässt das Fenster immer offen, damit frische Luft ins Zimmer kommt. Таа секогаш го остава прозорецот отворен за свеж воздух да доаѓа. Tim lässt die Katze jeden Morgen ins Haus, nachdem von der Arbeit kommt. Тим секој утро ја пушта мачката во куќата откако доаѓа од работа. Wir lassen den Kuchen im Ofen, bis eine goldbraune Kruste hat. Ние го оставаме колачот во рерна, додека не добие златно кафеава кора. Одиме понатаму со нови примери. Wir lassen die Pflanzen draußen, damit sie genug Sonnenlicht bekommen. Ние ги оставаме цвеќињата надвор за доволно сончева светлина да добијат. Wir lassen die Fensterläden geschlossen, die Hitze draußen zu halten. Ние ги оставаме ролетните затворени, за топлината да ја задржиме надвор. Maria lässt ihr Handy auf dem Tisch, wenn sie das Haus verlässt. Марија го остава нејзиниот телефон на масата кога ја напушта куќата. За тоа како се конјугира глаголот lassen можете да гледате во предавањето. Денес само кажуваме реченици за пример. Sie lassen das Fahrrad im Keller, es vor dem Regen zu schützen. Тие ги оставаат велосипедот во подрумот, за да се заштити од дождот. Lässt das Buch auf dem Nachttisch, es vor dem Schlafengehen zu lesen. Тој ја остава книгата на надкасната за пред спиење да ја чита. Schlafengehen уствари би требало да биде schlafengehen. Die Freundin lässt die Tür unverschlossen, wenn sie nur kurz zum Einkaufen geht. Пријателката ја остава вратата отклучена кога на кратко оди на шопинг. Одиме понатаму. Sie lässt ihr Fahrrad immer vor dem Haus. Таа секогаш го остава нејзиниот велосипед пред куќата. Ich lasse meinen Laptop immer auf dem Schreibtisch, wenn ich fertig bin. Јас го оставам мојот лаптоп секогаш на бирото кога сум подготвен. Уште една реченица. Wir lassen den Hund zu Hause, wenn wir ins Kino gehen.
Ние го оставаме кучето дома, кога одиме во кино. Du lässt die Fahrräder an der Bushaltestelle, während wir in die Stadt fahren. Ти ги оставаш велосипедите на автобуската, додека ние се возиме во градот. Sie lässt die Wäsche in der Maschine, bis sie Zeit hat, sie aufzuhängen. Таа ги остава алиштата во машината додека не има време да ги закачи. Одиме понатаму. Lass die Kinder im Garten, während wir das Abendessen vorbereiten. Остави ги децата во градината додека ние ја подготвуваме вечерата. Овде користиме заповеден начин. Вториот дел на ласен глаголот кажавме дека е користење на ласен како помошен глагол или das Verb lassen, der Verb lassen als Hilfsverb. Да прочитаме некои примери и за тоа. Sie lässt sich die Haare alle 2 Monate schneiden, ihre Frisur frisch zu halten. Таа ја подстрижува косата цели 2 месеци за фризурата свежа да ја одржи. Thomas lässt den Hund im Garten laufen, damit sich fit bleibt. Томас го пушта кучето да трча во градината, за тоа во форма да остане. Lässt seine Schwester die Hausaufgaben machen. Тој ја остава неговата сестра да ја прави домашната задача. Lass den Ball nicht fallen, während du den Trick machst. Не ја оставај топката да падне додека го правиш трикот. Одиме понатаму со нови примери. Wir lassen uns den alten Fernseher entsorgen, da nicht mehr funktioniert. Ние си дозволуваме да се ослободиме од стариот телевизор, бидејќи повеќе не функционира. Meine Eltern lassen mich am Wochenende länger aufbleiben. Моите родители ми дозволуваат за време на викендот подолго да останам. Lass uns das Geschirr nach dem Abendessen sofort abwaschen. Дозволи ни садовите после вечерата веднаш да ги измиеме. Овде користиме императив. Emma lässt ihren Mantel an der Garderobe hängen, wenn sie nach Hause kommt. Ема го остава нејзиното палто да виси на закачалката, кога доаѓа дома. Sie lässt ihre Brille oft zu Hause liegen, obwohl sie den ganzen Tag braucht. Нова реченица, lass uns das Projekt pünktlich abschließen, damit wir den Bonus bekommen. Остави не нас проектот точно да го завршиме за бонус да добиеме. Lässt den Wasserkocher laufen, während die Teetassen vorbereitet. Тој го остава греачот за вода да работи, додека ги подготвува шолјите. Wir lassen die Fahrräder an der Bushaltestelle stehen,
während wir in die Stadt fahren. Ние ги оставаме велосипедите да стојат на автобуската додека возиме во градот. Lass uns den Urlaub am Strand verbringen, damit wir uns richtig erholen können. Оставете не одморот да го поминеме на плажа, за да можеме да се опуштиме. Lässt das Auto in der Einfahrt stehen, weil die Garage voll ist. Тој го остава автомобилот да стои на капијата бидејќи гаражата е полна. И уште една реченица, lässt die Nachrichten im Hintergrund laufen, während arbeitet. Тој ги остава вестите да играат во позадина, додека тој работи. И имаме уште трет дел за ова видео, ласен глаголот со префикси, или ласен mit vorsilben. Ке прочитаме и за тоа неколку примери. Sie überlässt ihrem Freund die Entscheidung, wohin sie in den Urlaub fahren. Таа му дозволува одлуката на нејзиното момче, каде да патуваат за одмор. Der Arzt entlässt den Patienten aus dem Krankenhaus. Докторот го отпушта пациентот од болницата. Wir lassen die Fenster über Nacht auf. Ние ги оставаме прозорците преку ноќ. Знаете дека глаголот lassen може да биде со деллив префикс и со неделлив префикс. Ке дадеме од двата случаи, од двата примери, по некои реченици. Das Wetter lässt heute keinen Sonnenstrahl durch. Времето денеска не пропушта сончеви зраци. Sie lässt die Katze für eine Weile raus. Таа ја пушта мачката надвор на некое време. Wir lassen die Fensterläden nachts zu. Ние ги чуваме ролетните затворени ноќе. Sie hinterlässt ein Haus in der Küche nach dem Kochen. Таа ја остава куќата во хаос после готвење. Sie verlässt das Konzert früher, weil sie Kopfschmerzen hat. Таа го напушта концертот пред време, бидејќи има главоболки. Die Schmerzen lassen nachdem das Medikament eingenommen hat. Болката попушти откако тој го имал земено лекот. Will die Bücher in der Bibliothek belassen, da sie später noch braucht. Тој сака да ги остави книгите во библиотека, бидејќи подоцна ќе му требаат. За крај ќе направиме вежба, да видиме дали сте запамтиле доволно за глаголот lassen во сегашно време. Имаме два примери. Во првиот пример lassen als Vollverb, во вториот пример als Hilfsverb. Потребно е да пополните што недостасува со соодветно конјугиран глагол. Дали сте подготвени? Првата реченица правилно би била Wir lassen das Boot im Hafen, weil das Wetter schlecht ist. Ние го оставаме бродот на пристаништето бидејќи времето е лошо. Втората реченица, lassen како помошен глагол, Sie lässt ihren Schlüssel immer im Türschloss stecken. Таа секогаш го остава нејзиниот клуч во вратата. И уште една вежба со lassen со префикси. Имате неколку секунди.
Du zuerst die Margarine, bevor du sie in den Teig gibst. Ти го топиш маргаринот во тавата пред да го додадеш во тестото. Тоа беше се за денес. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Не заборавајте да не следите на Instagram и Facebook. Се гледаме во следното видео, кое исто така ќе биде за глаголот ласен.